Организацијата Јас сум жена организира настан прв женски економски форум на тема финансиска писменост. Финансиска писменост е тема на ваквата панел дискусија, од причина што финансиската писменост е од јавен интерес, затоа што личните финансиски одлуки влијаат на целокупниот економски раст и развој, како и добросостојбата на секој човек во време на финансиска криза. Ана Дуковска, која тренутно предстојува во Соединетите Американски држави и е дел од Јас сум жена, вели со вакви панел дискусии сакаме да им помогнеме на луѓето да ги добијат потребните информации и совети за управување со личните финансии, со оглед на тоа што за жал ваквите теми не се дел од образовниот процес. Настанот се вика Женски економски форум и првата тема која одлучивме да ја обработиме е финансиска писменост, затоа што сметаме дека таа е основата на финансиската едукација во Македонија. За жал, оваа тема не е дел од образовниот систем и најчесто луѓето кои сакаат да се едуцираат за како подобро да ги менаџираат своите лични финансии, како да го креираат семејниот буџет, како да ги како да знаат кои се добри, лоши навики за трошење, за штедење и така натака, најчесто ги добиваат од слободна литература или неформално образование по социјални мрежи и така натака. Затоа одлучивме да почнеме со оваа тема. Настанот се одржува на 2 април, сега во недела, од 17 до 20 часот на онлайн платформата Zoom. Регистрацијата е бесплатна и се одвива на веб страната јасумжена.мк. Организацијата Јас сум жена лани ја организираше првата женска лидерска конференција за успешни жени македонки надвор од Македонија, како мотивација и инспирација за жените во Македонија. Токму и на овој настан посебен акцент се става на жените, нивната едукација за управување со личните финансии. Сепак, настанот не се ограничува само на женска публика, туку е отворен за сите. Организацијата се вика Јас сум жена и лани го организиравме првата женска глобална лидерска конференција, која беше наменета со цел да направи мрежа на успешни и реализирани македонки кои живеат во и надвор од Македонија. Насловот на настанот се вика Женски економски форум, затоа што ние како организација, целната група ни е жени, но не го ограничуваме аудиториумот ни по возраст, ни по пол, така што ќе кажем дека е отворена за секој. Сметаме дека и се стремиме кон тоа дека секоја жена покрај тоа што треба да биде успешна во својата кариера, нели и да се реализира и како сопруга и како мајка, сметаме дека треба да биде и финансиски едуцирана и независна, но ќе повторам уште еднаш, настанот е отворен за сите. Настанот е поделен на 2 дела, формален и неформален, на кој учество ќе земаат врвни стручњаци од областа на финансиите. Настанот е поделен на 2 дела, формален и неформален. Во формалниот дел имаме панел дискусија и со неа ќе започнеме. Панел дискусијата се вика Банкарски трендови и системи. Тука ќе земат учество вице-гувернерката на Народна банка Емилија Накевска и генералната директорка на банкарство на мало за регионот Скопје, Куманово и Крива Паланка, господја Татјана Славеска. Имаме и специјална гостинка која ќе ја најавиме пред почеток на настанот. По завршување на панел дискусијата, предавање ќе има господја Маја Кадиевска Војновиќ, која е поранешна вице-гувернерка на Народна банка. Предавањето за финансиска писменост на господја Маја, ќе имаме неформален дел каде партнерите во овај проект или Global Shaper Skopje Hub одржат едно неформално интерактивно предавање или дружење со сите учесници и ќе имаат можност сите да креираат свој личен финансиски план. Како организација имаат план и идеја за развивање на ваквите едукативни семинари и проширување на областите и темите кои би ги опфаќале. За овај настан Женскиот економски форум дефинитивно имаме и план и намера да го одржуваме сега еднаш годишно, можеби ќе биде и почесто.
Често и големо задоволство ни е тоа што Универзитетот Гоце Делчев во Штип пројави интерес за заедничка соработка и подпишавме меморандум за соработка и можеби во иднина ќе го организираме настанот во нивниот амфитеатар. Другиот настан или како проект од организацијата Јас сум жена, женската глобална лидерска конференција се одржува годишно и годинава ќе биде организирана на 2 септември во Охрид. За детали, што приближи датумот. Настанот ќе се одржи на 2 април, со почеток од 17 часот на Zoom платформата на интернет, а потоа ќе биде достапен и објавен целокупниот настан. Секој кој сака да се пријави и да го следи настанот, може да го направи тоа бесплатно, со пополнување апликација на нивната веб страница Јас сум жена.